Ангел Иванов од Штип веќе 9 години се бори со дијабетесот. Го добил од преголем стрес. Сега е на инсулинска терапија. Вели дека му е подобро, но само кога е дисциплиниран во исхраната. Сепак во изминатите 9 години е принуден секојдневно да си го мери нивото на шеќер во крвта. Па јас стално се проверувам со лентичките. Меѓутоа, ево да ви кажам, тоа лентичките на мене не ми земам од една кутијичка од истата, некој пат ја едам, се е различно. Секој пат исто не покажува. Дури апаратчињата. Имаше едно апаратче многу убаво, наместо ленти само да се менјат, они апарати менјат. Што може само ленти да земат. Земеш друго апаратче, не е тоа. Покажува некој пат астрономско. До сега во Штип се регистрирани 1400 дијабетичари, додека на државно ниво нивниот број достигнува над 4000. Малаксаност, често мокрење, сува уста, нервоза и несоница се првите симптоми кои укажуваат на дијабет. За жал се намалува и старосната граница. Самиот степен на образување и степенот на култура кај луѓето предизвикува да се јавуваат почесто кај доктор и тука случајно инцидентно се откриват дијабето. Фактички како една пропратна појава на друга болест се открива дијабето. Во изминатиот период дијабетичарите се соочуваа со огромни проблеми. Неквалитетниот инсулин набавен со паралелниот увоз, како и немањето на доволни количини. Дијабетичарите во државата ги чини живот, велат од Сдруженијето на дијабетичари од Штип. И се издоговоривме се она што досегашни проблеми беа, ние добивме цврсти обетувања дека тие работи нема да се повторат. И полека состојбата со набавките на инсулинот се смири, има некои исклучоци, да. Меѓутоа, тоа е како резултат на досегашните тендери кои од нова година ќе се спроведуваат на сосема друг начин, така да ние во секое време да имаме, нашите барања беа да се набавува 10% повише инсулин од тој што го има. Денеска во Штип се одржа трибина на тема едукација и здрава исхрана како превенција од дијабетисот во организација на Штипското Сдружение на дијабетичари.